Инфлацијата не се намалува. Трошоците за живот во однос на април минатата година до април годинава се зголемиле за 4%, што е иста стапка на инфлација како во месец март, објави официјална статистика. За една година најмногу поскапеле алкохолните пијалаци, храната, трошоците за здравствена заштита, рестораните и хотелите. Во однос на храната, најголемо поскапување има кај овошјето од 8,7%, што со нисува до минатиот месец се бележи благ пораст на трошоците од скоро 1% поради зголемените трошоци за транспорт, храна и безалкохолни пијалаци, облека и обувки. Цените на мало за еден месец пораснале за 1,1%, а како ќе се движат цените на храната во идниот период е неизвестно. Според ФАО, во април е забележан раст на месото, растителните масла и житариците на светско ниво, што на кус рок нема да направи промени на цените на лебот и житните производи на домашниот пазар. Според бизнисот, цените се стабилни за наредните 2 месеци, но не можат да кажат подолга прогноза. Од нашата од Агробизнис комора тврдиме дека во наредниот период ќе има стабилност на цената на прехранбените производи, барем во сегментот на основните прехранбени производи, како што се житото, како што се пекарските производи. Големиот притисок и проблеми кои што ги имаме се од друга природа, може да ги истакнеме и во овој момент и порано ги истакнуваме, тоа е едно предоследно наназад, можеби една година. Тоа се проблемите со човечките ресурси, големиот одлив на човечки ресурси. Секогаш догледно е можеби период од месец-два, повторно ќе се прави анализа. Дека животот поскапува покажуваат и последните податоци од синдикалната кошничка која за прв пат надмина 60.000 денари. Синдикатот присмета дека во април биле потребни 60.212 денари за едно 4-члено семејство да преживее, односно 1.214 денари повеќе отколку во март.